Во зградата позади мене главна одлика на луѓето кои што работат во неа треба да биде интегритетот. Зборуваме за луѓето кои што креираат закони по кои што треба да се однесуваме сите ние. И кога ќе дојдеме до онаа вечна тема на привилегии и на патни трошоци, никој никогаш ниту еден од нив не сака да даде отчет за тие трошоци. Токму тоа го руши интегритетот на самата функција пратеник, но и на сите оние пратеници кои што се однесуваат одговорно. Како по некое непишано правило, секоја година македонската јавност ја брануваат сумите кои одредени народни представници ги земаат во вид на патни трошоци од собранието. Математиката вели, оној кој живее најдалеку од Скопје, зема и најголема сума. И додека реакциите на социјалните мрежи од страна на граѓаните претежно отсликуваат разочарување од именуваните пратеници, сатирата е исто така неизбежна одлика за огромните суми кои завршуваат во одредени џебови. 73 пратеници од вкупно 120 члени од парламент во 2022 година наплатиле 360.000 евра за патни трошоци. Дори 18 од овие 73 пратеници имаат најмалку по еден стан во главниот град. Според извршната директорка на Центарот за управување со промени, Неда Малевска, револтот кај граѓаните е разбирлив ако се земе предвид економската криза. Пратениците имаат право на користење на патни трошоци и тие патни трошоци треба да ги користат за службени цели, за учество на разни конференции, семинари, дебати, посета на своите изборни единици, за учество на седници, се разбира на работата на собранието. Меѓутоа, кај нас е проблем што тие патни трошоци не подлежат на никакви ограничувања. И сега ние од една страна имаме патни трошоци кои што треба да бидат оправдани, од друга страна имаме огромни износи за кои што сме сведоци во јавноста, кои што будат емоции во услови на една ваква економска криза, кога имате патен трошок кој што чини отприлике 1000 евра месечно патни трошоци. Највоочливи се парите кои на свое конто ги прокнижиле пратениците кои не можат да се пофалат со проактивност во собранието. Меѓу нив Мирче Аџиевски од ВМРО-ДПМНЕ, кој во 2022 година просечно добивал нешто повеќе од 50 евра дневно за да патува на релација Струга-Скопје, а слична сума наплатиле Јадранка Поцкова од ВМРО-ДПМНЕ за патувањата Струмица-Скопје, Сурија Рашиди од Алијанса за патувањата од Струга кон Скопје, како и Љубица Спасова од СДСМ за патувањата Струмица-Скопје. Редакцијата на 25 минути по случаен избор стапи во контакт со пратеничките од редовите на ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ, Поцкова, односно Спасова, двете од Струмица. Одбија пред камера да одговорат на било какво прашање. Спасова во телефонски разговор рече дека не прави никаков криминал и дека граѓаните треба да разберат оти секојдневното патување до собранието носело трошоци. Сумите, вели, се определени според закон, додека Поцкова воопшто не покажа интерес за отчет и дрско го прекина телефонскиот разговор. Токму ваквото однесување предизвикува сомнежи. Малевска вели, објаснувањето пред јавноста може само да придонесе за подобрување на интегритетот на пратениците. Во изминатиот период заедно со NDI работевме многу на етичкиот кодекс на пратениците и заедно со група пратеници, каде што ги дискутиравме овие прашања, каде е границата помеѓу она што е законски дозволено, а тоа е користење на патни трошоци, и она што е морално и етичко поведение, дали тој износ треба да биде навистина толку голем, или пак треба да на некој начин пратениците го само регулираат собственото однесување врз основа на принципи на етика и интегритет. За жал, овој етички кодекс се уште не е усвоен, велам кој што ги отсликува и препораките и на ГРЕКО и на барањата на меѓународната заедница и добрите практики. Се надевам дека пратениците поскоро ќе го донесат и тој на некој начин поставува механизми да се реши онаа сива зона помеѓу, велам, она што е право на користење, еве во овој случај на патни трошоци, и она што е етичко или морално однесување. Нашите пратеници ја обавуваат функцијата пратеник професионално и работат со целоработно време во парламентот
имаат право и потреба, се разбира и еднаш неделно да ги посетат своите изборни единици, да бидат во комуникација со своите граѓани, така да секако дека им се потребни патни трошоци и треба да се вкрстат и да се видат оние податоци каде што пратениците користат, имаат право на користење на службен стан, или право на користење на износ на кирија, отприлике кое што е околу 400 евра, ако добро се сеќавам, да се види дали тој трошок би бил порационален, отколку еден ваков трошок 1200 евра да трошите месечно на патни трошоци. И во тој случај, и самите пратеници треба да излезат во јавноста со една пресметка, со една анализа, дали е едниот начин порационален, да останете во главниот град и да живеете тука, или да патувате постојано до местото каде што живеете. Од пратениците кои во Скопје поседуваат личен имот или имот во доменот на семејството, највоочлива е Дафина Стојановска од ВМРО ДПМН, која во својот анкетен лист има пријавено 4 станови, а наплаќала големи суми за патување на релација Гостивар-Скопје. Денови веќе биде објавен извештајот на Центарот за управување со промени, според кој довербата во народните представници е сериозно нарушена, а граѓаните од оние на кои им доделиле мандат најмногу очекуваат интегритет, морал и борба против корупцијата. Господине Џафери, насловите во медиумите знаете како гласат. Додека болни чекаат државни пари за лек, 73 народни пратеници за 11 месеци зеле 360.000 евра. Свесни сте и за злоупотребите на патните трошоци и за неработењето на некои од пратениците за кои еден по еден ги имам на список. Кои се вашите контролни механизми и начинот како да се справите со ваквите пратеници? Прво и основно, не може да тврдам дека има злоупотреба на патните трошкови, затоа што тоа некој треба да го потврди, да го истражи и да стане потврда. Вика, потоа ќе одиме, да, во секој случај, еден по еден. Не може да тврди дека е злоупотреба. Но патни трошкови следува пратениците кои што патуваат надвор од Собранието, односно надвор од Скопје, според законот за плати, надоместоци на плати на избрани именувани лица и според одлука на Комисијата за избори и именувања. Секој пратеник треба да е подпишан за учество во работа на комисија или за учество во работа на пленарна седница. Со самиот подпис е потврда дека е дојден во собранието. А чинот на учество во работата на собранието и комисијата, тоа е потребата. Вие сте познат пак може да кажем, не може да тврдам дека е злоупотреба, затоа што деловникот е таков, него и уставот е таков. Значи дава слобода на одлучување на пратеникот како ќе делува во собранието. Значи мандатот е неотповиклив. Дали е одговорноста е само пред граѓаните. Значи, пратеникот не може да одговара за политичката одлука, за начинот на работа во собранието, пред никого, освен пред граѓаните. Така да, проблематично е да се постави механизам казнен, затоа што е воспротивно со уставот. Така да, таа слобода на делување на пратеникот е загарантирана со устав и во тој контекст пак кажувам, одговорноста е единствено пред граѓаните, кога ќе се дојде на избори. Факт е дека има пратеници кои што се подпишуваат, не влегуваат, затоа што деловникот има и обврзувачка норма, членот 29 чинам дека е, кој што вика пратеникот има право и обврска да учествува во работата, во одлучувањето, во дискусиите, во собранието, значи и на комисија и на пленарна седница. Политичка одлука е пак дел, како што ги гледате, не влегуваат во сала, кога мислат дека не треба да влегуваат. Или воопшто. Или воопшто не влегуваат. Значи, тоа е работа што не може да се воспостават механизми, освен моралниот механизам, А тоа не постои. Совеста, тоа пак. Бидете самокритичен. Па јас сум на работа како и службениците. У 8 тргнувам од дома, 15 до 9 сум тука. Службениците почнуват во 8:30.
Na kraju službenicите излегуваат во 4,5, ја излегувам после тоа, значи после еден одан. Така да, Значи може да се работи. може секој кој што е свесен за тоа што прифатил улога, односно должност, би требало самосвесно да делува и да биде на работно место. Вие сте голем пријател со Роман Јакич, ќе го имам во емисијата, поранешен министер за одбрана, поранешен пратеник. Истовремено бевме министри за одбрана Да, 13. да. И се уште сте добри пријатели, останавте и Во секој постојано случај, да, се посетувате. Комуникацијата, значи. Да, и тој ќе ми биде гостин како што кажав и вели дека во Словенија тешко да може да се злоупотребува на овој начин. И околу патни трошоци кои се врзани и со неработа. Еве, кој е вашиот коментар? Како е можно во Словенија тоа да функционира? Како е поставен статусот со актите, така и се функционира. Односно, политичката култура е поинаква. Да. Но мислите ли дека Зато- треба деловникот да се смени во овој контекст? Па не можете да го смените во овој контекст во смисла на оно што е правото кое што произлегува од закон за плати и месеци на плати. Значи, за доаѓањето на работа надвор, уследуваат тие трошкови. А има ли Обидно. контрола? Има ли контрола И- на тие трошоци? Правите ли контрола? Контрола има низ процесот на исплата. Значи, ако е докажано со подписот дека Се сеќавате дека дека- имаше злоупотреби? Со Силвана Бонева, со кого се не Мира Дизел, така ја не може да наречената кажам дека имало пратеничка. злоупотреба, дека И- не се докаже во соодветна постапка од соодветна институција. Да, но- За мене во принцип не е злоупотреба ако е подпишан, Да, но ако има други поставки надвор од тоа, да. тоа фактички више друга институција треба да потврди и да докаже. Злоупотребите може да ги видите, еве, има неколку примери за кои ви кажав, Мирче Аџиевски ВМРО, само 2 прашања. Јадранка Пуцкова ВМРО, само Тоа не е едно врзано за прашање. патни трошкови. Извинете. Врзано Не е врзано врзано за патни трошкови и не е врзано за плата. Но Значи, ништо не ова- работат. Тоа е друга работа, затоа кажам. Затоа одговарат пред граѓаните и секако би требало да одговарат пред партиските органи кои што ги ставиле на листа. Затоа викам, Да не би докажано е со фактот што е подпишан дека дошол денеска овде. Да. Но што сработило и дали воопшто нешто списокот направил? од пред времето предвидено за почеток на седница до 16 часот стои Да. во холот испред салата. Така да во било кое време да дојде до 16 часот, па и после 16 часот ако трае седницата, он има право да учествува во работата и да се подпише на списокот дека дошол. Дали ќе седи на работа во сала или не, тоа е више друга работа која што не е процедурално не е одговорен пред мене. Значи, пратениците не се одговорни пред председателот на собранието. Да. Одговарат, кажувам уште еднаш, пред граѓаните и пред партиските органи, доколку имаат системна одговорност во партиите. Да. Се сеќавате и се сеќаваат и граѓаните на бајката на Пушкин за златната рибка. Кога рибарот и неговата сопруга односно неговата сопруга посакала златната рибка се да ја оствари. Од едно скршено корито завршила како кралица, посакала да биде кралица на морето и златната рибка се налутила заради алчноста и го вратила на крај и тоа старо корито искршено. Алчноста на пратениците, на воопшто на функционерите, долги години е предмет на критики. Јас го почнав овој разговор дека болните чекаат државни пари за лекови и за тоа сте свесни дека распределувањето на буџетот мора да се промени. Да бидат граѓаните на прво место. Буџетот си го носи собранието, но планирањето си го прават буџетските корисници, значи министерството, дирекциите, јавните предпријатија кои што се опфатени со буџетот, така да во тој контекст како дебата може да се води, но во крајна инстанца носителот на буџетскиот корисник, значи треба да ги планира тие работи. Да.
Знаете како? Он треба да знае, например, Така. во образованието треба да ги знае сите работи за да ги планира средства. Во здравство. Во здравството треба да ги знае сите потреби. Во собранието, за буџетот за собранието, ако не ги планирам ја што ќе ми треба во наредна година буџетска, ќе ги немам тие средства. А дополнително не може после да пренамерам. Не, но знаете каде се критиките. Функционерите на 3 години менуваат автомобили на лизинг. Имаме управи, надзорни, какви се не одбори кои не функционираат. Имаме заменици, директори што исто не функционира. Не е тоа причина. Не е тоа злоупотреба Мислим, не е тоа причина за недостигот до планирањето. Па да, Па до наместо да планирањето, се даваат парите не на е проблемот истинско некој место, си заменик директор таму, дали дошол или не дошол на работа, ако овој не ги планира средствата. Мислим, тоа е основот. но говориме за злоупотреба на државни пари, на Ја пак би кажал, граѓани, јас не можам да зборам за граѓани. злоупотреба, и не можам да тврдам дека некаде има злоупотреба. Не е моја надлежност. Тоа има соодветни други институции. Има финансиска полиција, има обвинителство, има други. Па ви објаснив сега околу, еве доволни се автомобилите на функционерите што се менуваат на 3 години на лизинг и антикорупцијска комисија и многу Центарот за граѓански И тоа комуникации. е ствар за анализа. Ако е ако е поевтино тако, Не е поевтино. Посоодветно. Не даваат анализа, не даваат и оправданост тие и затоа кажам, тие треба да дават Да. анализа зошто. Но не даваат. Мене ако ме прашуват, мислам дека е поевтина така. Затоа што не троши на одржување, не троши на набавка на делови. Но анализите покажале дека Затоа не е викам, така. Тоа е веќе друго, ако покажала анализата, тука нема што да спорам со анализата ако покажала така. Да. На мислење сум да одржувањето кошта повише него да менувате добро. Не, анализите велат дека е навистина злоупотреба на Ако сте потврдили на тоа, граѓаните. веќе друга И антикорупцијска Ако сте комисија потврдили, има. ако сте потврдили тоа, тогаш има друга институција која што треба да се бави со тоа. Да. Но вие добро како политичар, како човек кој сметате дека требате да бидете критичен кон власта, ве прашувам. Не само како председател на собранието. Не се работи за критичноста и некритичноста, за викам. Секој е одговорен за своите постапки и за оно што му е дадено во надлежност да раководи. Пред се одговарам за својата работа, па после може да ценам друга работа. А за да тврдам дека има злоупотреба, тоа треба соодветно да го потврдам. Има соодветни институции кои собранието ги избрало, нека се позабават со тоа. Нека почнат да работат. Нека се позабават со тоа, а не со дневно политички работи, не знам. Значи, тоа е работа, собранието ги има избрано соодветни тела, независни, регулаторни, кои што имаат надлежност и да испитуваат и да тврдат има или нема злоупотреба. Крајна инстанца ревизијата, секој подлежи на ревизија. И ревизорите покажуваат злоупотреби во тендерите, во лизинг. Затоа пак викам, со тоа треба да се бави друга инстанција. Ние се ги читаме извештаите, меѓутоа не иницираме ние постапки. Да. Самата состојба констатирана во ревизијата, доколку има соодветни квалификации, соодветно треба да се постапи од соодветни институции. Но тие не функционираат, обвинителството знаете како функционира, судството знаете како функционира. Имаат и тие раководни контролни органи, со нив ќе разговарате, имате совет за јавни обвинители, имате совет на судски совет. Тие се надлежни по судската власт да оценуваат, да ја контролираат. Ние како собрание не може да се мешаме во надлежности на други власти. Да. Принципот на подела на власт, тоа е. Ви благодарам за ова. Благодарам. Ту има и код нас пуно разлike, neki su
neki se javljaju vrlo rijetko, neki su specijalizirani samo za neko područje pa se javljaju samo tamo, ali u načelu kad je pitanje glasanja i participacije kod glasanja, onda se zna da ko nije na glasanju, odnosno u dvorani, a nije opravdao izostatak iz sjednice, njemu se ili njoj se za taj dan u suštini odbija dnevni zaslužak od plate. Pa u suštini nema, pošto putnih troškova unutar Slovenije nema. Putni troškovi, odnosno dnevnice su samo za inozemstvo, kad je neki službeni put u inozemstvo. Pošto to rješavaju troškove putovanja, rješavaju u parlamentu slovenačkom na sistem paušala koje se određuje na osnovu koliko daleko si od Ljubljane gdje je parlament. Tako da, na primjer, mi koji smo iz Ljubljane, mi parlamentarci smo dobivali, odnosno dobivaju najmanje, na primjer za prevoz na posao i nazad, samo visinu karte za javni prevoz, to je oko 39 eura na mjesec, a svi ostali, kao što sam prije rekao, nemaju kilometrine ili putnih troškova nego paušal, i to je od 100 eura pa do par 100 eura, kažem, ovisi o gdje ti je prebivalište, ali u to se uključuju i troškovi tvoga ofisa, lokalnog ofisa, jer svaki parlamentarac tamo gdje je bio izabran mora, odnosno preporučivo je, odnosno skoro svi imaju otvoren svoj ofis gdje bar jedanput tjedno su dostupni za svoje građane, to je kod nas svaki ponedjeljak ako nema vanredne sjednice, ali inače su sjednice uvijek zakazane od utorka do petka, kao i radna tijela slovenačkog parlamenta, tako da ponedjeljak ostaje i taj paušal se koristi ne samo za putovanja po unutar tvoje izborne jedinice, nego i za funkcionisanje tog ofisa, znači najam, neki ljudi uzmu čak i nekoga ko im pomaže, ali kažem, to je, ja mislim da oni koji su tamo u Murskoj Soboti negdje ili imaju najveću izbornu jedinicu, da ne dobiju više od 500, 600, 700 eura mjesečno. Pa teško je, pošto je moraš uvijek, ko kažem, nema putnih troškova unutar Slovenije, znači oni ne prijavljuju kilometrinu da su se vozili svaki dan, ne znam, iz Murske Sobote ili Maribora u Ljubljanu ili iz Kopra u Ljubljanu. Dobivaju odštetu za javni prevoz mjesečnu, kao što sam rekao, za javnu prevoz u Ljubljani 39, ne znam koliko je mjesečna karta za autobus ili vlak iz Kopra ili Murske Sobote do Ljubljane, ali to im se obračunava. Ali da budem precizan, i u Sloveniji je inicijativa da bi se usporedili i parlamentarci sa javnim službenicima, jer javni službenici imaju pravo do putnih troškova unutar Slovenije, tako da ja mislim da se sada sprema, odnosno to nisam provjerio tačno da li se sprema, ali rekli su da bi trebali ići na taj sistem, ali ako će ići na taj sistem, to će biti u korelaciji sa sastankom. Znači, ako ćeš imati radno tijelo na kojem će se pojaviti i biti prisutan, onda ćeš imati opravdavane putne troškove, ne znam, iz Murske Sobote ili iz Kopra do Ljubljane. To ja mislim da je pritisak ovaj zadnji je bio zato što se je poskupilo gorivo, pa i taj paušal ne pokriva više troškove tog goriva. Pa tako da se provjerava da li je stvarno bio parlamentarac tog dana
u parlamentu, odnosno da li je imao u Ljubljani neki sastanak, a taj sastanak mora biti za sastanke koje su radna tijela parlamenta ili sjednice parlamenta se zna, a svi ostali su uvijek zabeleženi sastanci ako neko ide na ministarstvo i tako. Tako da dosta ima posebna komisija je za mandatno-imunitetna komisija koja to vrlo striktno prati i čekira da li se to stvarno dogodilo.